Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Екс-подпредседателот на владата и висок функционер на ДУИ Артан Груби вчера доби 30-дневен куќен притвор кој ќе го издржува по 24-часовен полициски надзор. Одиме веднаш на терен во живо. Ја имам колешката Тамара Дичовска која што се наоѓа пред станот каде што Груби го издржува куќниот притвор. Тамара, можам да забележам полициско возило зад тебе. Предпоставувам дека има веќе распоредено полициски службеници на терен. Да, Александар, поранишниот вице-премиер Артан Груби по година и 2 месеци буквално, како што кажа, и се врати дома со оглед на тоа што оној ефективен притвор му беше заменет со куќен притвор и тој во моментов се наоѓа тука во неговиот семеен дом во населбата Чаир. Да, убаво забележа и ти зад мене се наоѓа на полициско возило кое што е предвидено да го обезбедува, односно да прави 24-часовен надзор, но покрај ова полициско возило тука имаше и други припадници на МВР кои што го обезбедуваат и станот на Артан Груби, меѓутоа и тој бидејќи, како што кажав, нели се обвинителството побара за него куќен притвор. По проценка на Министерството за внатрешни работи, по проценка на Агенцијата за национална безбедност, кои што дали информации и податоци дека нема да биде безбеден Груби во притвор. Тие докази биле приложени до обвинителството и затоа обвинителството побара она веќе мерка која му беше определена и од претходно ефективен притвор да му биде заменета со куќен притвор, бидејќи не може да му се гарантира безбедноста ако се наоѓа во шутка од обвинителството, бидејќи имаше доста реакции во јавноста за тоа како Артан Груби беше баран со меѓународна потерница година и 2 месеци и се врати, па сега му е замената мерката ефективен притвор со куќен притвор. Од обвинителството велат дека во однос на тие реакции во јавноста определената мерка за обезбедување куќен притвор за еден од осомничените во предметот државна лотарија, обвинителството нагласува дека согласно законот за кривична постапка мерката куќен притвор, особено кога се реализира со 24-часовен надзор, исто така притворска мерка која не се издржува во затворски услови само затоа што постојат специфични услови за тоа. Таквите услови во конкретниот случај беа исполнети бидејќи по проценка на надлежните органи, како што велат МВР и ЈНБ, постојат сериозни информации дека во притворското оделение не може да се гарантира личната безбедност на овој осомничен. Деталите во однос на ваквите загрозувања беа презентирани пред судија на претходна постапка. Тоа е образложението од обвинителството за тоа зошто Груби од оној ефективен притвор го преместија во куќен притвор во неговиот семеен дом, но таму да нагласува дека кривичната постапка против него и натаму продолжува за проневера во службата, односно она истрага која беше отворена за него за проневера на 8,2 милиони евра во државна лотарија. Доста реакции имаше во јавноста за тоа како е правно издржано човек, лице кое се бараше со меѓународна потерница година и 2 месеци откако се врати обвинителството да му го замени оној ефективен притвор во куќен притвор, како може да не постои сега опасност од бегство која веќе еднаш го направил тоа, но и ова е образложението од обвинителството. Да напоменам само дека обвинителството го дава овој предлог, а судија на претходна постапка каде што отиде и синоќа Груби во кривичниот суд, не може да даде построга или повисока мерка од овој куќен притвор, односно или може да се согласи само со ова барање на обвинителството, му го одобри куќниот притвор или да даде поблага мерка во овој случај, тоа е да не е во куќен притвор, туку да има само одзебен пасош или да се јавува редовно во судот, така што судот не можеше да даде построга мерка од она што ја бараше обвинителството. Така што Александар, тоа се засега овие информации кои што ги имаме, дека Груби се наоѓа во неговиот семеен дом во Чаир по 24-часовен надзор од страна на полицијата, бидејќи, како што кажа, не може да му се гарантира безбедноста во шутка. Тамара, ти благодарам, остануваш на терен, ќе го следиме овој насам во текот на целиот ден. Верувам повеќе информации ќе имаме и во вестите во 16. Беше тоа Тамара Дичовска, која што беше пред домот на Артан Груби, каде што тој во моментов издржува куќен притвор. Очекувано оваа тема е магнет за политички реакции. Го разбираме револтот на граѓаните од одлуката на правосудните органи со 2% доверба од граѓаните за случајот Артан Груби, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН. Тоа незадоволство доаѓа по 7-годишна агонија на правосудните органи кои беа под политичка тортура и притисок на криминалната банда СДС ДУИ и серија
неказнивост за политичарите кои од просечно ситуирани граѓани станаа олигарци на грбот на граѓаните. Тоа време заврши, а криминогениот и до гуша во афери Артан Груби ќе одговара. Извршната власт во овој случај им обврска да го обезбеди бегалецот пред органите на правдата и МВР тоа го направи, се вели во соопштението кое што утрово го испратија од владеачката ВМРО ДПМН. Одлуката за куќен притвор за Артан Груби е уште една силна потврда за дилот ВМРО ДУИ. Правната држава е погребана, се е однапред договорено и режирано, порача од СДСМ на пресконференција утрово. Правната држава е целосно погребана. Дилот помеѓу ВМРО, ОКГ и ДУИ се реализира пред очите на целата јавност. После театарот на граница, со договореното враќање и режираното снимање, каде го видовме како Груби доаѓа насмеан, со наочари, следуваше продолжение со куќен притвор. Одредувањето куќен притвор за Груби е потврда дека се е договорено. Затоа обвинителството и судството беа ставени под директна контрола на Мицковски и ВМРО ОКГ, зашто СДСМ со месеци говори. Го сменија јавниот обвинител, избраа судии и обвинители под нивна контрола. Сопруга на екс-градоначалник на ВМРО назначија за член на судски совет. Советник на Мицковски во Уставниот суд. ВД обвинителка избра на поранешен заменик министер на ДПМН. Демократската унија за интеграција изразува крајно негодување од однесувањето на бројни политички партии кои преку своите јавни настапи извршија длабока политизација на случајот со Артан Груби, се вели во соопштението на ДУИ од утрово. Изминативе 2 дена сведочиме на тоа како политички партии, нивни високи представници и активисти преку соопштенија и други јавни настапи создаваат атмосфера на хистерија и линч преку однапред дефинирана пресуда. Тие целосно ја превземаат улогата на обвинители и судии, расфрлајки се со мерки за предпазливост, јавно повикуваат на линч на представниците на обвинителството и судот, без никакво елементарно почитување на принципот на презумпција на невиност, се вели во соопштението на ДУИ, во кое се повикува судот, како што се вели, да постапува исклучиво според закон, ослободен од притисоците на јавноста. Во собранието денеска на матичната комисија почнува расправата за предлог законот кој го поднесоа пратениците на СДСМ и кој предвидува раст на минималната плата на 600 евра. А владеачката ВМРО ДПМН до собранието ги предложи пакет законите со кои ќе се намалат коефициентите на платите на функционерите, со што по новото усогласување тие нема да добијат повисоки плати. Од партијата велат дека новото законско решение е во согласно со уставот, откако уставен пред нешто повеќе од 2 години укина еден закон стар на 10 години, пошто инстантно сите функционери добија по 78% повисоки плати. Со предложеното намалување на коефициентите, ќе се офатат платите на јавните функционери, вклучително пратеници, министри, судии, јавни обвинители и членови на судскиот и јавно-обвинителскиот совет. Со овие измени платите ќе се нивелираат, што практично значи дека ќе се намалат во износ од 10 до 13.000 денари, а кај одредени позиции ова намалување е дури и поголемо. За пратениците и функционерите во извршната власт ги намалуваме коефициентите, со што директно го кратиме буџетскиот товар. За судиите и јавните обвинители предвидуваме усогласување на коефициентите со цел нивните плати да соодвајствуваат со реалните економски можности за државата. За градоначалниците, исто така, предлагаме нова скала на коефициенти зависно од бројот на жителите во општините. Ова не е само символичен гест, ова е суштинска промена. Министерството за финанси информира дека ја почнало постапката за враќање на парите кои компаниите ги платија како солидарен данок во текот на 2023 година. За да ги добијат парите, сите фирми треба да поднесат барање за поврат до управата за јавни приходи. Со законот за данок на солидарност беа опфатени компании кои во текот на 2022 остварија вкупен приход поголем од 10 милиони евра и согласно законот за буџет во текот на 2023 беа уплатени околу 50 милиони евра од страна на вкупно 156 компании.
Но Уставниот суд ја поништи ова одлука со што државата сега треба да им ги врати парите на овие фирми. По промената на власта, Министерството за финансии доби задолжение од владата да пристапи заедно со компаниите кон утврдување на модалитет за поврат на средствата, при што беше дефинирано повратот да се изврши во 2 рати, односно едната рата во март годинава, а втората идниот март наредната година. Првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Сали денеска престојува во официјална работна посета на Украина. Во рамки на посетата, министерот Сали во Киев ќе учествува на заедничка комеморативна церемонија во чест на загинатите бранители на Украина и ќе оствари повеќе средби со високи представници на украинските институции задолжени за европската и евроатлантската интеграција. Посетата има за цел продлабочување на билатералната соработка, размена на искуства во процесот на европска интеграција и изразување поддршка за Украина, информираат од Министерството за европски прашања. 6 мигранти биле пронајдени при контрола на автомобил на автопатот Скопје-Куманово, информира полицијата, додавајќи дека возачот 33 годишен маж од Турција е приведен. Како што информираше полицијата, настанот се случил вчера во вечерните часови, кога автомобил Шкода со косовски таблички не запрел на знак на полициските службеници кои вршеле контрола кај Романовце. По превземени мерки, полицијата успеала да го пронајде возачот и автомобилот во кој имало 3 лица од Египет и 3 од Алжир. 33 годишниот турски државјанин веднаш бил приведен и против него полицијата најавува соодветна кривична постапка. Околу 60% од смртните случаи се последица на болести поврзани со срцето или крвните садови. Лошата исхрана, стресниот живот, слабата физичка активност се главните причини, велат докторите. Загрижува податокот што во југозападниот регион се помлади пациенти се жалат на срцеви проблеми. Нашата охридска дописничка Нина Ритоновска е на оваа тема. Во југозападниот регион се поместува возрастната граница на пациентите со коронарна артериска болест, а загрижува и тоа што се почесто има млади пациенти со миокарден инфаркт. Коронарната артериска болест е прва во списокот на оние болести кои што предизвикуваат висока смртност. Имаме доста пациенти со коронарна артериска болест. Можам да кажам дека во годиниве се поместува надолу границата за појава на ова кардиоваскуларно заболување. Помлади пациенти имаат почесто коронарна болест и симптомите и болестите кои што настануваат од неа. Почесто имаме млади пациенти со миокарден инфаркт, но и имаме поголем број поради тоа што и поради третманот на оваа болест се зголемува она старосна граница кај населението, односно луѓето живеат подолго како резултат на новите лекови, новите техники за лекување, така да нешто значајно да имаме приметено да се намали или зголеми, тоа е тука е негдека појавата на коронарната болест. Возраста кај пациентите, полот, генетската предиспозиција се ризик фактори кои што не може да се променат, но може да се делува врз високиот притисок, мастите во крвта, дијабетесот, пушењето, дебелината, физичката неактивност, вели доктор Скрческа. Ке им дадам совет на пациентите и на целото население да пуши помалку, да води грижа за своето здравје, да има физичка активност, здрава исхрана и да ги почитува нашите совети во однос на лекување на доколку веќе имаат некоја постоечка болест. Статистичките податоци од Институтот за јавно здравје покажуваат дека во Македонија повеќе од 60% од смртните случаи се последица на срцево-садовите заболувања. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Остануваме на темите од нашата дописничка мрежа и се селиме во малата општина Босилово, која во погон го стави новото возило за чистење на каналската мрежа, кое го имаат во заеднички проект со соседната општина Ново село. Таму беше нашиот струмички дописник Зоран Ѓорѓев. Општина Босилово започна со чистење на запуштената каналска мрежа, која представува една од главните причини за честите поплави, не само на обработливите површини, туку и во населените места.
За таа цел во функција е ставено и специјално возило кое општината го доби како донација од UNDP. Станува збор за инвестиција вредна околу 40.000 евра, реализирана како заеднички проект со општина Ново село. Новата механизација веќе е ангажирана за расчистување на најкритичните делови од каналската мрежа и овозможува побрзо, поефикасно и поквалитетно чистење на каналите. Општина Босилово во рамките на своите капацитети и можности во изминатиот месец е постојано на терен, се со цел да овозможиме побрзо одводнување како на дворовите, така и на обработливите земјоделски површини. Во таа смисла можам да кажам дека општина Босилово пред крајот на минатата година доби донација од UNDP на возило, специјално возило за чистење на одводни канали. Станува збор за возило кое што е во заедничка сопственост на општина Босилово и општина Ново село. И ова возило не беше навистина од голема корист за побрзо и поефикасно да се соочиме со настанатите проблеми. Покрај тоа, можам да кажам дека општина Босилово има одлична соработка со UNDP, така што минатиот месец исто така добивме донација од UNDP специјално возило за собирање на отпад. Паралелно со чистењето, општината работи на подобрување на одводната инфраструктура. Минатата година биле избетонирани 4 одводни канали, а годинава се планира изградба на уште најмалку 2. После 30-на година за прв пат успеавме да избетонираме 4 одводни канали во општина Босилово. Ова година планираме да бетонираме најмалку уште 2, со тоа што всушност фактички овозможиме побрзо и поквалитетно одводнување и така што ова е еден од приоритетите на општина Босилово за изградба на одводни канали. Секако дека не може одеднаш да ги решиме сите одводни канали, меѓутоа работиме во континуитет. Од локалната самоуправа посочуваат дека ниската надморска височина и конфигурацијата на теренот придонесуваат за бавно одводнување на водата, што во минатото често резултирало со поплавени дворови и земјоделски површини. Целта е во наредниот период да се продолжи со навремени интервенции, но и со набавка на дополнителна опрема, со цел да се превенираат и спречат посериозни последици. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.